Весна? Жарен. Шо патом навакава, Весна? И па, како Што си беше, лоши си се? не каже, зашто бате, зашто навака? Па ми кажа да дојдам. Овој твојов продуцент, Мешевски, ми се јави, ми рече да дојдам. А зашто што не требаше да дам? Не требаше да дам Он денес. ти кажа тебе да дојдеш. Да, ми кажа, ще си убав, ти ще си убав. Имаш девојка за озбилно? А слушай, Многу си убав, да. Кажи злато. ја не му кажав, Да. му пратив порака. Му прати. SMS. Да. Гостите Се праќа се- иначе порака, да. Тој, нели? Да, а? И пишува В. Добро. Петрушевски. А Петрушевски. Ванчо На Ванчо. Петрушевски. Добро. Не реков Весна Петрушевски. Мислиш што да си идам? Не, тама работа. Не. Се ќе биде окей, ама ја немам прашања за тебе. А немаш. Сите прашања ми се за Ванчо. А за Ванчо ти се. Све. Се. Што да направиме? Епа, што знам, а? Не можам, мислам, мој. Па, мислам, колку и да се различни, може да ги поминеме да на брзина, ајде. Вика прво прашање како почна со актерството. Океј, тука може да се снајдеме. Тоа може, окей. Идеме после бла, академија едно друго, Добро, глум, добро, со кој си тука глум, може. супер, све за све, знаеш ми. добро. Вика препознатлив си по улогата на Рамче во македонски народни. Ќе се снајдеме. Добро, и идеме дале, окей, ова малце љубовен живот, ха, и тоа е исто Да, и голема тоа ќе се работа. снајдеме, добро. Што? Вика, исто сите те знаат по карактеристичните мустаки. Чии мусаки? Мои мусаки. Ама, Мои мусаки. не знам шо. Да го отпуштите. И јас сум имала мусаки. За да го Ванчо отпуштите, Петрушевски. да го Значи, отпуштите. В Петрушевски. Да го отпуштите. Гледате 1 на 1 сезона 7. Вечерашен гостин Весна Петрушевска. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Пајаче, браво! Браво. Ајде на напол за Пеперминт! Тоа јас сум Жарко Димитриевски, ова е еден на еден новата епизода. Ајде да се наместам. Оп. Оп. Дебора, дали сум добар? Инаку се обраќам на Дебора во публика. Да. Па кога сме веќе кај тоа еден аплауз за Дебора. Во странство ќе те вика Дебра. Ви благодарим и вас што не гледате и благодарам и на публиката што дојде. Не дека нешто друго има многу на телевизија, нели? Не дека имате некој избор. На телевизија може да најдеш само турски серии и реклами. Значи тоа е изборот кај нас. Турска серија и реклама. Значи гледање телевизија во Македонија изгледа вака. Го земаш далинското, Ферхунде бегај дур не дошол. Чисти алишта и чисти гаки. Ама те сакам, што ако сме роднини? Перењето никогаш не било полесно. Лил. Сакате и други канали да продолжам? Ајде. Пере алишта, пере чорапи, пере тошев. И гол! Ти конечно си вика спорт. Гол ќе бидеш ако не си ги испереш алиштата. Затоа купете. Но, кои се најлоши? Најлоши се секако индиските серии. Да, толку така. Пред 2 месеци случајно свртев на една таква серија. Пред цели 2 месеци. Значи, уште се сеќавам бидејќи ми се врежа во главата. Фатив една жена, многу драматична сцена беше, знаете, онака плачеше нешто и паѓаше чашата успорено. Знаете, онака успорено чашата и паѓаше. Вчера
После 2 месеци пак ја фатив истата серија, истата жена, истата сцена, уште и паѓаше чашата. Не бе, овие немаат крај што им се индиските серии. И малечката невеста, например, значи ќе дојде еден ден, ќе ми рече мајка ми, жаре ти 8 заврши кога се роди малечката невеста. Жаре. Онака слава, собрани кифлички, јадеме руска и вујко ми, женска прва, знаеш која фати? Малечката невеста у градинка кога ја пуштија. Кога? Нема бе никаков ред во овие серии, никаков ред. Телевизијата отиде без трага. Ја да ви кажам искрено, последен добар лик што си има појавено на македонска телевизија е Диме Такси. Нема. Од тогаш надоле е целата работа. Нема ништо асално. Но не се во телевизијата, мораме да си наоѓаме и други занимации, например книгите. Девојка ми доаѓа дома, ми дава книга. Ми вика, ова мораш да го прочиташ. Ја ја гледам книгава, насловот, зошто мажите сакаат секс, а зошто жените сакаат љубов. Значи некаков си интернационален бестселер, но пази, под насловот пишува жени, запознајте го бруталниот свет на мажите. Ја мајка да. И земав, ја прочитав, ужасна грешка. Меѓу првите реченици од книгата вика, мажите се секогаш сомничави, затоа добро е да ги испитувате каде биле и што правеле. Вика, мажите се слаби на детали и што повеќе пати повторувајте им го прашањето, тоа ќе ги доведе да полудат. Што изгрешивме толкова? Замисли, некоја жена ептен да се внесе ваква некоја лудачка книга, ти идеш дома од кафе и она, како пишуваше? Кај беше? Молам? Кај беше? На кафе. Зошто? За да пијам кафе. Зошто? Зошто ми се пие кафе. Зошто? Зошто сум навикнат да пијам кафе. Зошто? Значи не знам зошто пијам кафе. Значи, пази, во право е книгата, ако за нешто е право, во право е дека стварно мажот ќе полуди кога некој ќе ти вергла. Зошто? Значи, пазете што читате, луѓе. Ако сте истражувале за феминизам и не знам што, сигурно сте сретнале нешто што го пишува и во книгата, дека жените викторијанки во Англија таму биле научени да не се впуштаат во сексуални фантазии, туку да си ја трошат својата љубов кон мажот, семејството и државата. И општо прифатен совет, ова не лажам, помеѓу жените бил дека секоја жена треба да си ги рашири нозите кога ќе легне и да мисли на Англија. И се замисли како било тоа, доаѓаш, секси тајм, пушташ Бери Уајт, едно друго, ја совлакаш, и таа почнува Англија. Кога сме кај Англија, бев минатиот викенд кај Гевгелија, Трнав. И не знам дали сте виделе колку коли одат за време на викенда кај Грција. Значи, тоа е хаос, бе луѓе. Не ми се верува дека баш сите одат заради Макдоналдс. Значи, некој ќе рече, предавници, бе. Кај Грција, предавник, бе, душо продадена. И овие му враќаат, во Солун одиме за да видиме до кај Македонија, бе, брату. Брату цела да е, брату. Брату цела, еј. И нормално, јас знам зашто одат тоа ради Икеа. Поточно да си купат онакви масички од по 5 евра. Значи, македонци во Икеа можеш да видиш со такви 5 масички ставени у тоа кесата голема жолта. Значи имаш за нас, за кумот, за мама, за стрина. Значи да, и ќе се најдеш со некој наш и муаветот секогаш има брат нешто ефтино. Во Икеа 100% ги начекуваш комшиите Васка и Златко Скарани. 100%. Начукале двајцата по 100 години, дошле за теписон, пепел се направиле за да го купат овој или овој. Пепел! Но, да ви кажам право, убаво е кога сме сплотени. Убаво е, бе. Ретки се тие моменти кога буквално цела држава се сплотува заедно. Во историјата, македонци биле сплотени како едно само на Денот на независноста,
Многу голем момент нормално. Голот на Шакири од корнер со Англија. Да. Четвртото место кошарка, цела Македонија сплотени. И најсплотени сме биле Оскарот на Леонардо Ди Каприо. Да. Не може, човек не може да не помисли, добро е, чекај, македонец да освои Оскар, па колку тогаш ќе се радувавме бе да му сеплик. А уствари, зашо би добил па некој македонец Оскар, сигурно нема за филм да дојде, бидејќи кај нас реално и не се снимаат многу филмови. Мислам, прашај ги македонските актери. Сами ќе ти кажат дека поредовно од филмови снимаат бубрези. Сами. Добро за греото. Единствено нешто за кое може да добиеме Оскар, единствена шанса ни е документарец за диви животни. Не ми верувате? Па замисли да снимиме документарец за, да речеме, мечката на Груевски. Одличен. Или чекај, за октоподот на Бранко. Многу добар документарец. Или орелот на Ахмети. Многу добар документарец. Крај крајева, ако не можеме ново сценарио, значи ако не знаеме како ново, ќе си земеме старо, ќе си направиме ремейк. Ремейк, пример на најуспешните оскаровски филмови. Еве, веќе снимаме еден, не знам тоа дали знаете, во режија на Катица Јанева, Титаник со Јанкуловски и Јанакиевски во главните улоги. Тој се снима во моментов е. Оди. Господар на прстените исто можеме како ремейк да го направиме. И нормално, главна улога ќе биде единствениот вистински господар на прстените, Александар Маленко. Но, некој ќе мора да го игра и Голум. Се сеќавате на Голум, така? Значи Голум во Господар на прстените беше ликот кој упорно сака да добие барем еден прстен и ќе направи се што треба за тоа. Каролина Кочева. Шега. Може да имаме и ремейк на, да речеме, Англиски пациент. Тоа беше многу добар филм. Се сеќавате? Со Ралф Фајнс. Многу добар. Малку постаричок, ама супер филм. Значи, Англиски пациент со Ралф Фајнс, а македонски пациент, се разбира, ќе биде Саша Политико. Нормално. Сега кога што идат избориве, ќе се случи стандардното, кога сме кај пациенти, ќе има платена политичка програма на сите страни и допрва доаѓа периодот кога ќе се појавуваат на се и сешто. Не знам дали следевце, ама, од што се тепаат за внимание, и го зедоа местото на Калиопи на Евровизија. Ова е најнова вест. Значи наместо Калиопи на Евровизија за Македонија ќе настапат Груевски и Заев со рап битка. Одим. 1-2. Груевски. Јас сум Тико Соу на Лан. Лапот ми е јака слана, јас сум нормален дечко. Јас си пазалам во гланам, јас сум најомилениот премиер. Имам цела фамилија со ВМЛ-ско педигуе. Зован Заев ке го згазам како што го згази Бланко. Ме сакаат повеќе од бува малата на Ланко. Гласете за мене, битно ке се глади. Плодови изглади, немој Зоки не се вади. Со тебе никој не сака, ни конишон да сади. Јас верувам во себе, во проектот Суето бебе. Никој не гласа за тебе. ВМЛ се закон, СДС, кој ги... Но, како што кажав, ќе има и втор, така? Окей. Директно од Струмица, јо. Ајде, одиме. Зоран Заев, Зоран Заев. Одиме, еве. За почеток да се представам, јас сум за лицето. Имам јака екипа од Рада па до Вицето во трката на 5 јуни. Ќе победам ко Томба, ако тоа не е така, има да пукне јака бомба. Смешен си ко виц, како Хасо и Мујо. На Катица и Дадо папка пишува Грујо. Натре има разговори еден тон. Боца Ставре Миле ми текна долари, евра, милион. Кога ќе дојдам на власт, ќе има економски раст. Ќе си владеам со сласт, друг плескам во моровски газ. Доволно јас лаев. Јас сум струмички цар, началник Зоран Заев.
Зоран Заев in the house уште еднаш. Одете на Вебит фестивал во Софија на 19 и 20 април, тоа ќе биде место каде што сите буквално од бизнис, маркетинг и стартап фелата, значи webit.bg, зимнете што се работи, плаќате онлайн со картичките на Стопанска банка, секако бидејќи брзо, лесно и сигурно. Нормално. Еве ти. Дај го тука. Ајде тука. Дај го тука. Опа, ете така, нормално рециклирајте и чувајте ја планетата чиста. Мешевски, што преш бе? Мартин, како? И едва и чекам да идам сега на сајм за мебел да Така? да видам што Добре, има. добре. Едва и чекам да идам. Другарчињата гледај само какви му се. Ќе ги видам. Аплауз за Мешевски. Пункт мебел, ако сакате и вие да видите кои се другарите на Мартин. Таму кога сум влегла во Google, таму имаш јапанска кујна, кинеска кујна, не знам ова, се што можеш да замислиш го има во Го има кујната. таму. Знаеш зашто си тука, нели? Знам, бе. Знам. Ме интересираат многу работи, така? Точно, добро си информиран. Ми кажа дека си болен, дека не си можел ни да доеш нешто. Не, бе, нема шанси. Сведор сум јас со него, нема ништо ми се случи. Сигурен си во тоа? Абе, нормално дека сум. Секогаш кога сум покрај него се чувствувам поздраво. Ми помага со секакви настинки, изголемени температури, бронхитис, ангина. Ми помага и со нервите, бе. И со нервите ми помага. Свати ме дека помага за сите здравствени проблеми. Кажи го како се вика, неговото име и може да си одиш и ќе ти дајме се што сакаш. Поред. Чај од липа. Што не кажеш бе? Што не кажеш бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се игра. Нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Рековме све што сакаш. А чај се? Добро. Ќе дојдам за 2 недели после да ми смените. Сега малце попролетно, ако може. Многу шеќер ставате во кафето. Мислам, не сакаш да се жалам кај газдарицата. Двојката. Може, сега сум спремен. Што? Јас секогаш одам дотерам во банка, не така, како стигнам. А кај ми е мојата банка? Еве во мобилниот. Со овие 2 раце, седејќи од дома, си плаќам сметки, си гледам каде ми е најблискиот банкомат, си ги завршувам сите можни банкарски работи. Еве, например, можам веднаш да ви кажам каде ми отишла платата. 53% во трговски центри за облека. Душо, дојди малку ако сакаш. И се враќаме назад во еден неден и време да ја најавиме нашата гостинка. Нема што да зборам за неа, сите ја знаете. Само ќе кажам дека има нов проект. Ете, само тоа. Нов проект кој што и како мора да го гледате, се работи за представа во која што играат таа и Игор Џамбазов, режирано од Тони Михајловски. Се разбира, зборувам за Весна Петрушевска. Како те го цеца? Како цецате? Така? Дурате, ја. Може и јас да те фата? Да го сторам тоа? Седи. Ти си, многу ми се допаѓа дека однапред си ги средуваш работите. Да. Еве и тебе те чекаат тука. Така е, чор марка дека сум, да. Добро. Чор, беб. Колкаво може да зимнам? Нема да кажам. 1,75 плюс. Чекај да видам. Оу, да. Да. Чекај, кај камерата? Ова е 0,2. Многу ми скокна. А леки бе, Весна? Не, а? Па плюс е, и се знаеш имам проблем, да речеме читам и порано како што се смеев, нели, на сите оние кои читаа па ги симнува, се јас сум ова тој филм. Така. Па добро, бе, добро.
А зошто Big Bang го имаш ново, да не ти е поклон? Не ми е, ама Сама имам си го сестра што живее во Лондон. Не знам дали знаеш, работи за BBC. Работи за BBC, За знам, Persian точно. TV, Последен пат поточно. ја читав во Фокус имаше, Да. така? Да. Добро. За персиската телевизија юнит менеджер е. Како персиска телевизија? Тоа да видиш. Persian Television и она е втор човек во телевизијата, па така, они се за Што зборат во равноправност. Персија? Кој знае, Персија ама... уште постои како држава. Уште да, ама важно прилично тоа е сериозно и вака звучи и Па како голема не? екипа се и така. Добро, што не те Гајле. повлече? О, Некогаш во минатото се, не денеска зборам, него ете, along the way. Бе, она отиде, знаеш како пред 20 години, пред 17 години Да. поточно отиде и отиде на тие тестирање во Софија и така почна да работи во македонската секција за BBC, ама потоа чекор по и чекор. А зет ми работи за Google. Тоа уште по-секси. Таму кога сум влегла во Google. Си го У вле- Google си го кога влегувала во Google, а? лудило, Како изгледа во Google? Абе, тоа ти е мерак да работиш во Google. Каде, кој град? Во Лондон. А во Лондон, Да, добро, они во- се живеат заедно, едни во Така. BBC, други во... Да, виде. И кога ќе влезеш таму сите прво одат боси, па се чудиш го зашто да ви боси. Значи, и тоа е најсмешно вистина? Да, да, Дека се сериозно. така опуштени? Да, инаку не знам, една соба имаат да речеме како на плажа, па други имаат за чилинг. И сега најсмешно, се ќе викат зетов мој. Се вика ќе донесам горе на ручек, јас со децата, добро викам, ајде ќе идеме на ручек. И таму имаш јапанска кујна, кинеска кујна, не знам ова, се што можеш да замислиш го има во Го има кујната. таму, да. И ние Ајвар македонци, имаше? немаш ајвар сега, леле, кај Ама ти се што тече, можеш, да. освен ајвар. Освен ајвар, Така, да. така. А може имаше во турската кујна да ти кажам право и тоа. Немој турски да го стајле. Е така. Македонштината пред се. Така е. Идеме врска и сега ние, ау, стави, одова, стави, одова, принеси. не можеш да се донесеш до... Ги гледам тие другите, не стават ништо за јадење. Празните ни, викам, зашто бе вие, што? Ка слушај, тоа е намерно ставено. Вели, ако се најадат, после шекерот им падне, ќе заспијат, Сака да нема да дремне. може да работат, на. А во Google ако дремнеш, Ако ама дремнеш чинјата. и они ќе те дремнат. И така. така сум, ама знаеш како имаше милион видови на сладолед, море вака, онака, ние као да не сме видели. Ај чекај ова. Често ја гледаш Па не, сестра ти, или- сега почесто таа доаѓа искрено, јас не сум отишла едно 4 години, ама па не можам затоа што имам многу обврски тука. Имаш, вистина е тоа. А они вистина е. доаѓаат секоја година, да. Еден глумец колега, А, да, еве го бе, златен најдобриот талентиран. Знаеш глумец. дека се видовме на тоа петко? Кам со децата дојдовте, 20. Па и Многу он се со децата сладки. ваѓа. Да, јас со децата. Вика како, но они више закасни, а? Не, пошто знаеш, мене не ме чуди пајаки сам на петко да Не, отидам. слушај, ја викам, викам, слушај, Па си знагушкав тоа, оној пат кога дое петко. Викам, ќе се видиме за 10 минути. Он ме гледа и викам, да, викам, за 10 минути виж ќе се видиме. И излага после 7 минути, вика, то имаш прав, се видовме за 10 минути. Да. Ти си знаеш што ќе се случи. Не може да е така. Добро, ама децата очите Убаво, толкави. супер, тоа треба да постои, тоа треба да има, треба весело, супер песни, Точно. супер беа. Твојава класа е многу има познати, многу има луѓе што ги сакаме, ги Да. гледаме цело време. Да. Значи си ти, кажи ми, Тони Михайловски, Јордан Симонов Јордан Симонов, јас почнав со Тони Михайловски, Никола Ристановски, со Јордан Симонов, Микич, И Билјана Микич. Таневски, да, Изабела Новотни. Значено е што на тој првиот колоквиум кај што нели е селективен, Добро. ние бевме класа на Кире Ристевски, Владе Цветановски, паднаа Никола и Тони. Никола Ристановски паднал на глума. Замисли, па ние сите плачевме, заман вратете ги, како Тоа е они да најдобриот. Па вистини Тончи. А принцип се е тини, знаеш, растуривме ја, ти Тони, Никола имавме највише тини. Чекай, ама таму ако паднеш, паѓаш Паѓаш година следната, после чекаш другата година, септември, односно октомври, да си продолжиш во друга класа. Ти даваат уште една шанса, тоа да. зло им се случи. Тоа им се случи и они мора да дипломираат кај Милчина, ја кај Рули Османли. Зашто падна на колоквиум? Да, западна на Што беше колоквиумот, Па, етиди, не, етиди, колку што, ама одлични беа гипки тела и двајцата, многу креативни, многу смешни, многу забавни. Ти подобра Зарад- беше што не падна? Јас бев Искрено. најдобра. Искрено, подобра си бев. Така, кажи си. А, не. Одлични беа и двајцата. Значи јас се сеќавам точно на ден денес, се сеќавам на етидата за вошката на Тони Михайловски и за гимнастичарот, атлетичар на Никола Рестановски, што им ги памтам Што беше за етидите. вошката? Леле имаше на вошки, као нема со Јоцо Симонов, мислам дека ја има етидата и
То ни беше. Се мачеше со Да, влошката. излезе. Чекай да им кажеме, значи е ти да, у кратки црти, шо е да разберат. Тоа ти е драмско действие каде што мораш во рок од 3 минути највеќе да ја раскажеш приказната без збор, поточно сите действија да ги раскажеш преку твоето тело. И то ни прави тоа е влошка. Да, јас имав пајак правев. Пајак. Да. Така да знаеш има работа, ама не бе за паѓање се. Е, добро. Не дека лошо завршија, па сега. Одлично, заврши, може и услуги им направија, искрено. Така, имаш некоја сцена, да речеме, со некој од постариве легенди, што така ја памети, што ти останало, чисто... Јас имав среќа да играм баш со бардовите на Македонскиот народен театар, почнувајќи од Анче Джамбазова, па потоа со Душко Костовски, со Илија Джувалековски, со Ќортошев. Така имаше една представа Бунт во домот за старци. Добро. И играв со Илија Джувалековски. И Личко, инаку не знам вие младите дали знаете, Личко важеше за еден од најголемите љубовџи во 20-тиот век. Маш со Мери Бошкова. Значи, маленко за старци, рачунајте. Тоа е тоа, генерално. Он е тој. Да. И кај ти текна на мене. Маленко ни е омилен. Мислам си го сакаме да не се разбереме по. Добро, добро. И ја кам, добро Величко, кажи ми, стварно ли бе се тоа правеше со Мери, стварно ли тоа се, Леле, да сум помлад, тебе што би ти правел? Да, Личко. Така, Така, без влакна. Не, инфлагрантно, опа. Некогаш си било во врска со колега актер? Не ме интересира име, ама О, дали... да. Да? Да, кратка. Сериозна или не? Не, кратка, да. Денеска сме многу добри другари. Добро, браво. И како тоа функционирало? Во времето кога треба да бидеш колега, да играш заедно. Па многу смешно затоа што ти кога, како ти кажам, тоа не е толку сериозно, ти па други муабети правиш што те интересираат исти. Па ќе споделиш нешто, ама во суштина гледаш дека тоа баш и нема голема иднина затоа што доседен си стануваш еден на друг. Едноставно претерано сте заедно. Прво сте другари, после се сте друго. Затоа, гледаш, зашто ме праша, скоро сме брати во... Ама значи прво бевте другари? Да. Ај, леле, ќе ти го најдам до крај на емисија. Нема. Не, чепкаме, бе, добро. Здраво. Здраво. Се извинувам. Кондоми имате? 9 пати, не се срами. Овде има 4 листови, каде што има сцени. Сцени, добро, со кого ги играм? Било каја сцена. Ја и ти ги правиме. Ау. Значи, те чекам да одбереш ливче и да ја видиме сцената. Ајде, две сцени тресни кого ќе играме? Ајде две да не претируваме. Еве, нека биде една и кажи што е сцената? Во аптека. Во аптека. Кој ќе први? Кој сакаш прв да биде? Еве, да речеме, сакаш ја да биде? Ајде, душ, ајде. Ајде, во аптека. Идеме, во аптека. Здраво. Здраво. Се извинувам. Кондоми имате? 9 пати, не се срами. Секс ти имаш, а? Значи, видете, ја имам секс многу, одшо толку многу имам преку глава ми е дојден сексот. Ау, до толку ли? Да ви кажам искрено, аптекарке, газов ме кине ме убива. Ау, хардкор! Не убаво. Хардкор Не убаво. Газов Не убаво. Не. Ова фора Джамбазов, иначе да ти кажам. Да, тоа. Да. Ајде. Хајде да видиме, шо На вика? концерт. На концерт. Концертов е многу добар, пеачка е супер. А знаеш од колку мало тоцкава бе ја знам. Тоцкава ја знам, тоцкава која беше мале. Пеачка? Пе. Шо ја знаеш од 2 години? Која била? Не бе пати пред 2 дена ја запознав. Ја знаеш пред 2 дена и е тоцкава. Да. Која е пеачка? Но не бе. Но не ќе ни се наљути, бе. Лела, ма ти пишувате, бе, видов на како се Да, вика? дека ја зборам. Да, И таа дека ни ја е една од омилените. Ама И баш е не ја сладка, сакаме. бе, човече, она гледаш. Најди малку време, да не мислам на тебе, сети се за нас. И тоа го има лесно ко 2 и 2, ма со лето. Да, лесно ко 2 и 2. Тоа е тоа. Тоа е најака. Ни.
Сега сум сигурен дека нема мене да ми пишува, туку Мене. тебе од денеска. Маша, таа се видела ли во огледало? Мене, ама ти ми имитира. А ти кажам, право сум го видела, еднаш прв пат кога го Ајде. видов Дивац на концерт у Бело дугме, ви текнал на рејунион на она. И на тој хиподром и јас стојам до Дивац. Хоп! И ја го влада ко кафе човеков и гледам нешто до тука сум, разбираш? Да. И знаеш ли прва асоциација што ми беше? Дека вака, но не се осеќа. Не. Замисли, но не му е до тука. Ау. Што све може да Ау. прави стоечки? Ти ништо не кажа? Ништо не кажам Ништо не јас. кажа. Глупости. Ја не сум многу... А баш е сладка, не се беше сладка е све. Ја Така, има така. мала. Баш кад црнец има, дечко. У живот не сум имала црнец. У живот. А но не има. А? Да се вратиш назад во времето, би имала црнец? По зашто назад и во времето и сега некоја... Назад во времето. Па не сум ја... Срам те стара. е било. Срам те било. Искочи да не правите мувет, колку За време? па Долго едно време? 5 години, 6 сигурно. И никогаш не сум се спротивставила. И ме напише во книга и реков, Да. да, има право, Не се нека ме лутеше? пишува, не. Ајде да најавиме, да го најавиме тој проектот за кој што зборев Да го претходно. најавиме. Брачна игра се вика и луѓе, ова е нешто што мислам дека ќе го размрда театарот. Не знам, добро, он си е размрдан, ама еве ќе го раздрма. Да речеме, Ќе го раздрма. он се дрма, ма на тоа нели Ама ова проекти ќе до биде. проекти имаме, ама Да, ова да го раздрмаме, да го додрмаме. Вака се работи за еден текст на Едвард Олби. Јас Олби го играв во Кој се плаши од Вирџинија Вулф и ова ми е второ искуство. Можам ти кажам дека е исто така застрашувачки, Ја ќе ти кажам запрепастувачки. од позиција на публика. Е. Кој се плаши од Вирџинија Вулф, мене ме остави со зината уста, не ќе да зборам после тоа, Да. да. Толку многу емоции што се изнабута во себе, знаеш, Да. и чудење едноставно, дали сме вакви, а одговорот ти е да, стварно се вакви, Да. си се гледаш, огледало ти прави буквално, страшна работа, Да, страшна работа. сега зборува за баш онаа брачна игра која што сите ние или ќе ја имате. Така. Имаме тешка задача, голем предизвик. Еве денеска, баш денес работевме едно 5 часа на чистење на текстот. Ви види, ние уште сме во фаза на чистење Така, на текстот, така, иако така. го знаеме, имаме и мизансенски, па пак се навраќаме во толкување сме се уште. Ти и Игор сте во брак во Да, во представа, брак. така? Тоа е тоа. Да, Джек и Джилиан. Нешто што многу добро ќе ви стои и by the way. Озбилно, ти и Игор во брак супер е Да, тоа. има 30 години, 30 години сме во брак. Джилиан, жената ја пишува книгата на денот и кога ќе му каже што правиш, вели читам. Добро, гледам да читаш. Што као рубрика некоја пишува или Не, Или? вика, не, пишувам книга, тоа е моја книга, книга на денот. Зашто? Викам за доживувањата. Добро. И вика, ти пишуваш книга за мојата машкост. Екам, не, тоа се 30 години брак, 3000 доживувања. Он вика, само 3000? Екам, па што сакаше ти 100.000? Значи, книга за 3000 е б***ња. Таква книга пишува ликот. Уште ова да затвориме со представава. Имаше сега кога беа овие беливе негови што се случија Добро. со концертот, нели? Да. И ти често пати знаеше да ни пишеш и Да. да дознаеме генерално од твојот Facebook Да. до кај е он, нели? Па имаше малци некои злобни јазици што велеа се кај најде Весна да збори, до вчера беа скарани. така, знаеш. добро, добро, И тој ако- момент. Со тоа как прво ме интересира вистина ли било тоа бидејќи он пишуваше у книга дека сте Да, скарани? да. Како уопште се смиривте Да, прво? да. А второ Окей. како стигна да бидеш нели Да. толку блиска да Ние едноставно секогаш- тебе слушаме ние, све. види, и пред да излезе тоа недоразбирање, затоа што во времето кога тоа се му се случуваше, практично он мораше условно нели да побегне и тогаш почна да му се распаѓа целиот свет околу него. И во суштина беше едно недоразбирање што му беше пренесено. Да им е гвесно Сеш да кажеш дека нешто. за глупост. Да, за глупост, Со да. други И зборови. во таа една емотивна состојба, јас си, кога направивме муабет со Игор, вика, јас зар мислиш дека има време да се занимавам, чеке sad идам да проверувам, а бев у такви големи фрки. Рекла, казала. Да, баш така беше, некако без вези. Го повторивме тој мој, викам, не, значи вака беше, тоа и тогаш седевме, тоа и тоа се случи, значи викам, јас да сум сакала, после те барав, ти никогаш не изрази желба да седнеш, да Ма тоа искочи да не правите мувет, колку за време, па долго едно време. 5 години, 6 сигурно. И никогаш не сум се спротивставила. И ме напише во книга и реков, Да. да, има право, Не се нека ме лутеше? пишува, не.
Искрено. Ниту, наискрено. Во ниту А ја еден читаш, момент, си се да. прочита свето, Да, а? да. И во ниту еден момент не се налутив, затоа што види, големината на луѓето и на вистинските пријатели е да седнеш очи во очи и да знаеш да се соочиш, да си простиш и да ги преджвакаш тие работи и да не се повторат повеќе. Знаеш, затоа што веќе си имал еден жолт картон. Добре, На за да ваков земеш или на поука. онаков начин, така? Си имал. Не треба повеќе тоа. На крајот на криштата ние сме толку мала земја, толку мал круг луѓе, не можеш повеќе да даваш шанси, а си бил толку многу близок. Сега види, ние, нас уствари не смири Мина. Он имаше Мина не Кај смири. не мина, таму ни е мина. Джиш нешто почна и он... Вистина? Да? Дојди. Ај дојди, која е више вистина. Аплауз за мина. Ај дојди да те гушно. Ова! Чуго бакнешче ми даде. Да, она е златна. Она беше мала, тоа беше пред 3 години, 4. И со Боте многу, нели, Боте знаеш, Ма, Боте. Игор исто пријателка. Да, Боте. И другарка со Мина. И Мина многу го сакаше Игор и вика, добро, молим те, сакам да ме однесеш кај Игор, да правиме муабет. И она Чека, ти со мисија? Да. И почна она да оди, па гитари, па ова, пони, потоа ја покани, ќе дојдеш, вели, да снимаш со мене во Джишну, одма, не е проблем, игра трајче. Точно. Така беше? Така беше, скеч имаше, се Имаше. сеќам. Ти се сеќаваш на тоа? Се Се сеќавам. умре од смеење. Да, со тоа чипсот го му давав да го прави дека ми е детска симпатија. Дечко, Точно, да, точно. да. А кажи Мина, како му помагаш ти на Игор со кандидатките? Ајде. Ја му помогам Игор, кој ќе ми реше да му пишувам дека На кого сака да да му напишам на Драга. Не ги кажувај, не ги кажувај. Не. Али добро мислам. Си се знаете кој. Ама ти кажи на Д, на Б, на Ш, на Ф. А ти си му како секретарка, онака, господин Игор, што треба? Слушате ме се да вие, бе. Добро да е, така е, стварно. Види, она може сигурно си има дозвола да ги каже. Не, нема. Добро, нека нема. Нема кажување, нема. Нема Мира. кажување. Кандидатки бе. Поише од 10 се или? Поише. Појс. Тебе, Игоре? И ми дава... Распоредов му е фул. Ме тера да... Не те тера, туку ти Не ме сакаш. тера, туку ме... Мамо, ти не ми смеши. А не ми смеши. Дека Дека? сакам да му бирам секретарка, Нормално. Абе, види, не може да стигне да човекот. му пишувам на други луѓе. Не може да стигне, не може да стигне. За да го добијам нека тања ќе му дека ќе му го разбирам. даде. Ти го Ќе му даде? го даде компјутерот, за да го добијам и за тоа се наворивме ние да им Устори, да тоа е- им пишам за да го добијам. Тоа е дилот. Тоа е дилот. Тоа е дилот. Види, еден предлог за тебе. Следна работа, од која ова ќе го заврши со Игор како тезга. Или да го решиш името, или ова процесот со медиумиве, Со бидејќи ни медиумиве, треба да. еден ваков, ја Така, мислам, така. медијатор. Да, Треба да, да. медијатор. Треба, дефинитивно. треба. Да. Пратиш политика? Зборам на дневна база, не Ако се... може потивко таму? За политика шо ме. На дневна база дали пратиш. Значи не онака, без знам, него секој ден бе да си Не, отварам, да си си видам. отварам, си гледам, си следам. Се нервирам. Се нервирам од реториката на политичарите, се нервирам што се многу попопуларни од оние луѓе кои што навистина треба да се популарни, знаеш. Ја стварно се нервирам што, не знам, да секој втор ден не ги гледам ова Пеперминтов на кавер или тебе да те гледам, било во сензационалистички контекст, таблоиден, било каков, значи мене тоа ми недостасува. Се нервирам кога на насловна страна секој ден гледа, па барем знаеш како политичари, па барем бре да беа убави, да беа така згодни, фини, млади. Како оној на Канада премиерот. Го виде со Или чорапчињата, председател Шои, тој председател, да. Одличен, Виде. одличен. Па и со чорапчиња, па знае и да розеви, ово на плави, а не овде розеви, ако стај Груевски убаво чорапчиња. комбинира бе облека? Зашто? И на очари убави за сонце носи, да. Добро, добро. Кажа ти дека, значи не ми е јасно, се викаше таа Да. емисијата што беше на ситот. Ти тоа си го кажа дека ти е криво малтене што си Ме изработил. растртија по социјални мрежи. Едни ме хейтаа, други ме правеа херој. Јас тоа морав да го кажам прво од професионален аспект. Значи,
да го прифаќаш, дечке, ама јас не сум била автор на тој текст, туку Така. сум била актерка која што била ангажирана за проект и тоа е Ма нормално. нели мислиш дека тоа е shoot the messenger работата, уби го курирот. Не ми е гајле кој ти испраќа, ти ми ја носиш веста Па и не, во успоно тој момент јас сум си мислела, таа. ја во тој момент сум мислела дека тоа е окей да го направам. А сега од оваа дистанца? Реков, не, никогаш повеќе. И тоа беше моето олеснување, како сакаат нека сватат. Добро. Значи тоа беше моето олеснување, сакав да го кажам, никаква ни политичка задња, ни контекст, ни некој ме присили. Не. Сакав тоа да си го кажам и да биде чисто и јасно. На крајот од денот нема некој кој што се бави, особено сега во последно време, кој што не е платен за нешто. Барем така јас мислам, може грешам. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано сува во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате се со вашиот матичен мајстор или градежен инженер. Ова не сме се договорили или ништо таква. Имаме една игра што се вика две лаги и една вистина. Што е работа? Ти треба да кажеш 3 изјави, од кои што една е вистина. Двете се измислени. Значи вистината треба да е доволно интересна за да не поверуваме, да не знаеме дали е не е. А публиката има задача да каже која е лагата и која е вистината. Значи 3 изјави. Измешај ги како сакаш. Изјава број 1. Ајде. Никогаш во животот Добро. не сум јадела јагнешко месо. Значи немаш пробано јагнешко никогаш. Ова ми делува како вистина. Добро, ајде да видиме, тоа е број 1. Сум удрила шамар на познат политичар. Ова не е вистина. Не знам, добро. Да речеше на Саша Политико, ќе поверува. На телефон ми се јавуваше и ми ги свиреше на клавир песните Тоше. Добро. Вака. Да повториме. Изјава број 1. Никогаш не пробала Весна Јагнешко. Изјава број 2. Некој познат политичар шамар мудрил. Изјава 3. Тоше. И ги свирел песните секогаш на телефон. Да видиме. Број 1. Никогаш не е пробала Јагнешко. Кој мисли дека е вистина? Не ти веруваат. Добро. Кој мисли дека си удрила шамар на политичар? А гледаш ли колку ми верува? Виде? Што слабо. И Тоше дека ги свирал на телефон. Туку бедниот најмногу мислат. Чекај да видиме. Која е лага? Една лага, кажи. Една лага. Која беше од лагите? Политичарите, дека не Тоа е сум лага. удрила. Добро, окей, не е политичар. Сега, од Јагнешкото и од Тоше, што е лагата? Јагнешкото. Јагнешкото е лагата! Окей. Мајка ми кој ќе ми го направи тоа јагнешкото. Не Така? јадам ни само на мајка ми го јадам, ама ретко. Добро. Имаме уште нешто сега. Ајде. Овде јас и ти играме, може и мина заедно. Ајде. Класична пантомима со тоа што вие гледате што се случува позади. Добро, Значи, ајде. ја не знам што има позади. Вие ќе видите што има позади Добро. и преку пантомима треба да ми го објасните. Ајде, добро. Не знам, Да видиме. пуштете. А ти не дзиркаш? Појма немам, не знам. Ајде, што е тоа? Човек дали? Да. Добро, дебел. Така малце, веројатно, пополнет пејач. Не. Пополнет. Водител? Не. Да? Миленко? Не. Јанко? Јанко. Добро.
Имате уште? Ајде, следно. Ајде. Добро. Чекай бе, што е ова? Што е ова? Па ова ја не знам да го објаснам што спорт беше ова. Не знам. Дали е човек? Како бе? Дали познат човек? Му го знаеме името? Не. Добро. Шо преј? Чекај, бутка нешто. Добро, дали е активност некаква? Добро, окей, активност дали е денсање? Не. Опа, шо приш? Играш нешто, спортуваш? Спортуваш? Добро. Шо спортуваш бе, бутка? Шо приш бе? Шо ти е? Шо спорт е бе ова? Голф? Слично е голф? Крикет? Карлинг? Шо, да? Така ли се вика ова? А, па карлинг бил? Карлинг, да. Абе, карлинг, добро, добро. И уште едно, ајде уште едно. Ова ја не знам како се вика ба. Па не се нормални овие од режија. Што видите сега? Човек? Човек, добро. Македон. Наш. Убав. Секси. Секси со ночари. Што работи? Тоа што јас работам. Добро. Јабија, неам многу. Не? Не знам. Добро. Лила Филиповска, мада не би. Наочари, со ночари, со ночари, со ночари. Машко е. Машко. Па не ли рече дека јабија? Не. Добро, окей, машко е. The fuck? Некој многу убав со ночари? Александар Блажевски. Не, да. Александар Деловски. Пак. Се откажу. А идете у... Силја. Гјоко. Мина, шо се овие? Дај му едно на жаре, другото нека подели. Што се Мина, кажи ни? Саундтрак е од министерка, нели е наиграната представа и ми текна дека имам саундтраци уште. За министерка. Ова е колку се игра више? 140 тора. 40 тора се одигра. Да. Ке тера додека тера. Така? Додека сум жива. Така. Сега, дали, јас мислев, ова на брзинка, кажи ми, некој немаме време. Дали министерка фактички е твоја приватна представа? Не. А зошто од кај е муабетот? Значи, и кој се плаши од Вирџинија Вулф и госпоѓа министерка беа приватни продукции, но подарени се на театарот, ако сум вработена. Значи, оставени се. Што би рекла од тие 140 кусур приходиве, не... Не. Тета бе. Кажи шо фино би било. А можеше? Мислам дека не би било фер. А можеше? Па не знам се тогаш. А можевме добро да наплатиме сега од министерка. Не се бега. Добро, не е битно. А така ќе биде и со... А тебе која ти е најголема симпатија од пејачките? Најголема симпатија од пејачките? Кого онака би оженил? Би оженил... Тамара трудна е од качија. Тамара е трудна. Да, Еленче. Од пејачките Каролина би оженил бидејќи некој мора. А ја сакам! Ја сакам! И убава е. Преубаво. Да. Не ми иди справање во море. Алкохол имамо 50% на ракија, над. А онда некој одговори, не сум по алкохолот. Завршуваме со светло темно, тоа е кратко. Треба да ми одговориш. Ако овде е 20 часот, дали во Лос Анџелес е светло или темно? Светло. Така е! Мина и Весна. Good Nature чајчиња, витаминка за Мина и обавезно да отидете во Орефлад место со најубава летна бавча. Што имаме тука? Да си отидете, па да си отидете со пријателите. Добро. Си седите на пункт мебел и едноставно сакам да ти посакам многу успех со оваа представа. Ја гарантирам, мене многу ми се допадна Вирџинија Вулф. Да. Многу ми се допадна. Ако биде еднакво добра како Вирџинија Вулф, ќе биде врв. А ако биде подобра... Па сега, толку се можеше. Ти благодарам за гостувањето, остануваш со нас за минута со Јангдерм, со еден од вас. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје.
Дали сте зависни од иновации и дигитална трансформација? 150 предавачи, 9 паралелни настани. Учествувате на четвртата индустријска револуција. 19 и 20 април, билети на webit.bg. Ова е Перо. Тој има тросомен стан од 80 на квадрати. За само 2500 денари месечна рата. Перо стави прозорци од врвна класа и автоматски алуминиумски ролетни низ целиот стан. Прозорците штедат толку многу енергија, што Перо за 2 години заштеди доволно да ја купи автомобил на Мира. Мира де, сопругата. Роломатик. Врвниот квалитет, никогаш подостапен. Оно што силно љуби, мора да губи, туја си безкрајно. Ова е Минута со Јангдерм, тука е Весна и тука е Симона. Здрава Симона. Значи, Минута со Јангдерм е играта каде што вице-премиерот Мешевски ни е судија, имаме 60 секунди, оно значува старт, оно значува крај. И фактички ја ве прашувам прашање, кој прв ќе го земе Јангдермот има право да одговори. Точен одговор плюс 1 поен, негативен минус 1 поен, неточен. Ајде вака, почнуваме Мешевски. Јангдерм лосионот содржи екстракт од алоe вера. Јосип Брос? Тито, точен одговор. Добро. Оде, бидејќи Јангдерм крема за дламински третман содржи екстракти што ја чистат вашата кожа. Дали Македонија е член на НАТО? Не. Добро, точен Да, одговор. да или не да? Точен одговор. Јангдерм влажните марамчиња не содржат алкохол. Колку посто? Колку посто? Чекай да го исправам. Нека падне боле. Не ми Колку исправање посто во море. алкохол има во 50% на ракија над? А онда нека одговори, не сум по алкохолот. 50? Точен одговор. Јангдерм марамчињата содржат цинк. Кој е моментален премиер на Македонија? Емил Димитриевски. Ја! Димитриев, неточен одговор. Јангдерм Јангдерм кремот за негана мрсна кожа. Забравам го името. Има витамин B3. Забравам го името. Која е втората буква во грчката азбука? Прашањето. Која е втората буква во грчката азбука? Бета. Двете точен одговор. Океј. Ако Јангдерм маранчињата помагаат. Толку е. Колку поени има Весна и Симона? Весна има 1 поен. Еден ми украда. Симона има 3 поени, честито, ти дојдеш. Јангдерм поклонче. Весна, фала ти што дојде. Да се попоздравиме сите. Поздрав Симонче, поздрав Мешевски. Дами и господа, фалови, чао, чао. Чао, чао. Ова се реплей. Веќе колку години се реплей? 2? Скоро 2. Добро. Никола и? Никола Столе? Марио. И на YouTube ве знаеме од на Ефто песната на Секула, брат му. Од брат му е таа, да. Од брат, така. Туѓа си безкрајно. Да, втората што му албум таа. Ето така. Да. Кога ја бараме нели на диџејот, викаме пушти ја втората. Така. Да. Спремни сме да ја пукнеме сега во живо. Да, значи таа што е YouTube сензација, сега лајв ќе ја чуеме. Ајде момци, реплей се ова, запамтете. Нашата света куќа, нашето огниште, тука си бевме светни, ма тука си растевме. И нашето дрво расте на старото стришно место, кај што се љубевме. И наеднаш ќе згасе, и летото ќе се смири, камер ќе засвири. За една судбина, оно што силно љуби, мора да губи, туја си безкрајно. За една судбина, оно што силно љуби, мора да губи, туја си безкрајно. Секогаш сум го сонувала Жаре. Жаре! Дојди да останеме